Ако сакаш да го изчистиш, прогласи го за издajnik и уби го. Не е така лесно. На крајот и јас давам отчет на раководството. Од тебе зависи мирот на нашето раководство. Следи ја оваа работа, инаку може некој друг тебе да те прогласи за издajnik, па да ти пука во твојата глава. Так. Готово ќе биде. За последен пат ќе се обидам. Ама не гарантирам. Повелете чај. Другари, знаете зашто ве повикав? Со смртта на Изет се растори вашата тезга. Но Вујко Заза не ги остава натесно внуците. Соарно да е, Заза. Каква работа ни нудиш? Јас викам дека вие сите соберете се, прво едно поле да земеме со тутун, после да земеме една ателје и да го работиме тоа тутунот. Ти се шегуваш со нас, Заза. Пред носот ли гледаш? На шверцери што им даваат? Да продаваат шверцувана роба. Ако организацијата не ти даде, како ќе најдеш роба? Абе, нечби, за овој твој убав мерак, мема ти еднаш неделно ќе ти вади катаракта. Уште си цепидлака. Па што ти е гајле тебе, од каде ќе донесам роба? Од сега, цигарите, алкохолот, шекерот, оружјето, од мене ќе го земате. Да се договориме за проецетот. Кога ќе дадете? Им дадат на овие мои внуци, што ќе им дадеш? Вујче, тој што ќе продаде еден камион на месец, 2,5% плюс едно браво од мене. За 2 камиона, 3% и 2 браво. За 3 продадени камиони, 4% плюс спрема проценката далечен исток, Африка, во државите од источниот блок, патување за двајца. Синко, ти дали знаеш што е шверцување? Какво патување? Вујче, пазарно стопанство ќе ги мотивираш. Тоа е првото правило за продавање. Вујче, Заза, вие овде нас не маткате. Ни го матите мозокот. Никој за овие проценти нема да прифати да работи. Добро, синко, не се лутате. Летоска еден одмор, зимоска е. И така ќе скијам на Паландоке. Абе, вака. Ете, вака ќе ве скијам. Ајде. Неџми, каде е тој сакатиот? Вие ќори и сакати не ли доаѓате? На Заза оваа работа нема да му ја дадат. Вие за чабе не одете. Велиш, Изет многу го изборил. Нему веќе не му работи главата. Јас него да го пратам на една тура, натака, во Украина, вака, да се скија, и вака, да се разбистри. Што уште да кажам? Господине Мета, ти мене тука ме донесе за добро здравие или да ми го растуриш здравието? Јаша рага, господја не истри на ранета. Јас се донесов да ја посетиш за да се смирите. Затоа те донесов. Од кога големите им одат на посета на помалите? Големите ќе ја покажат големината, за малите да ја разберат својата маленкост. Туфан го нема ли пусат? Отиде до тоалет, господине Мет.
Ако е слободна господја Несрин, со Јашар Ага да си посакаме брзо оздравување. Господја, дојде господин Мете. Нека повели. Нека е солесно, господја Несрин. Кога слушнавме со Јашар, се натаживме. Рековме да дојдеме на посета. Да сте живи. Цвекињата пред вас таса. Солесен помен да е, господио Несрин. Доволно е да ни кажете ако има нешто што треба да направиме. Ви благодарам. За Арно ли? Солесно да е пусат. Дозволете ми. Господио Несрин уште еднаш солесно да е. Благодарам. Што работи овој човек тука? Синко, човекот станал, дошол да ми посака добро здравје. Дојди малку да позборуваме. Пусат, знам дека помеѓу вас има нетрпение. Ама Јашар Ага е јак човек, а и ти си од јака фамилија. Оваа кавга никому добро не носи. Ама може и на двајцата, и од силината, и од тоа што го имате да ви однеса. Према тоа што ми направи Јашар, јас малку му направив него. И ти на Јашар му ги покажа забите. Ама и покрај тоа човекот со доаѓањето тука си ја покажа големината. И ти ќе покажеш големина. Ако ми бакне рака, тогаш ќе му простам. Ова не се зборови кои Пусат Чакар треба да ги каже. Ако вака продолжиш, нема да стасеш подалеку од Малски Кападахија. Ако навистина сакаш да бидеш и станеш голем, ќе правиш секакви рамнотежи. Јашар ти даде најголемо почитување тебе. Како и да е, господине Мете. Во овој тежок ден ова не е тема на разговор. Добро. Што мајка ти излезе од болница, заедно со тебе ќе одиме кај Јашар на чај. Не се грижи, девојките се како млекце. Во 8 ќе бидат на врата, едната е нова, ако се нечка ти знаеш како. Еј, сега ми звонат на врата, после ќе зборуваме. Ајде, бај. Дај, мила, ти благодарам. Дадо пари. После ќе ти дадам. Амори, луѓето на кои им ги продаваш жените пишуваат ли вересија? Председателе, вие го викате Пола Талендер на преговарачка маса, тој се труди нас во гроб да не прати. Планира посилен да седне на масата. И јас мислам како другарот Серхат. Ја губиме довербата кај народот за дејствата што Пола Талендер ги превзема по метрополата. Поради тоа треба да го седнеме на преговарачка маса Полот Алемдар. Да види народот дека нескрашливиот Полот Алемдар ни подава рака. Председателе, за нас е важно да се договориме со Ерти или со Полат Алемдар. Јас мислам дека не треба со личности да се врземе. Господи Лале, со кој департмент од Република Турција да се договориме, друг департмент тоа ќе го расипе. Државата нема таква политика, ќе речат се договарале. Председателе, и за Полат Алемдар истото ќе го кажат. Државата колку сака нека порекнува. Турската јавност, кога ќе го слушне името на Полот Алемдар, ќе ја прифатат како службена политика на држава. Мојата загриженост е за личноста на Полот Алемдар, на неговата мисија. Ако сакате Полат Алемдар да го седнете на маса, треба да го наградите. Уште од периодот на Османлиската империја се даваат награди. Не ви што се ја давате награди? Другар Серхат,
Штом Пола Талемдер сака да седне на масата силен, треба да се покажеме силни. Другарката Лале точно размислува. Донесов одлука за прекина действата. Да се даде на знае на Пола Талемдер лично. Председателя, Да са! Наместо тука со вас да се борам, тоа да го направам на масата со Пола Талемдер, народот од темнина ќе го извадам. Утре вечер. Аха, ова поубаво зборува. Ако сакаш тек-тек, една по едно. Ако сакаш, во серија зборува. Ако прифатиш да седнеш со нив на масата, ќе го продолжат терминот. Ти се срамиш ли од мене? ајде, откаде сега тоа? Ти се противиш на венчавањето на Мемати и Силви? Зошто да се противам? Ама напусет не може да му се објасни. После 40-та љубов, мубов, човек ете вакав го прави. Долина на волците.